Овде на Плаошник во Охрид секоја година се организира централната богослужба по повод празникот Великден, на која покрај охригани присуствуваат и голем број на гости од земјава и странство. Но за прв пат во поновата историја, празнувањето на Христовото воскресение ќе се одржи без масовност, односно без присуство на верници. Но митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, владиката Тимотеј, рече дека храмовите нема да бидат затворени за Великден и покрај полицискиот час и препораките на властите да нема масовни собери. Тој вели дека црквата не е исклучена од таа обврска и оти во храмовите ќе има само мал број на луѓе кои се неопходни за извршување на литургиите. Но ние нема да ги затвараме цркви, ниту пак ќе бркаме некого ако дојде во црква, но јасно и гласно сме кажали дека тоа е на негова или на нивна одговорност околку се случи да има служби кои што се задолжени да водат трети коридор на поголем број на луѓе, тогаш таа одговорност не можеме ние како црква и како епархија да ја сносиме. Како вернициве што да направат во ситуација кога нема да може да ги постават храмовите? Дали ќе биде дома или ќе биде во црква или во манастир, важно е да се подготви пред се духовно и психички и физички за да се соедини со Христа. Тоа е најважното. Првиот човек на Деварско-Кичевската епархија не се сеќава вака голем празник да се одбележува во речиси празни храмови. Сега јас не сум некој престарен, меѓутоа во моје време на овие без малку немам 70, но тука сум на прагот што би се кажало, не сум имал таква прилика, мислам, Великден да го дочекаме вака без масовно посетување на луѓе, меѓутоа верувам дека еден временски период кога црквата била прогонувана на еден или на друг начин, така да не можам да тврдам, меѓутоа верувам дека имало и такви периоди кога црквите не биле така масовно посетени. Наместо во црквите поради актуелната ситуација со коронавирусот, граѓаните централната богослужба во Охрид во живо ќе може да ја следат на интернет. Во меѓувреме и владата ја заложи полицијата да ги зголеми контролите околу верските објекти за време на Великден. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.